Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Добар ден, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за грипот, бидејќи во последнава недела со информација од Институтот за јавно здравје може да се заклучи дека грипот во Македонија зема се поголем замав за една недела, како што информира од ИЈЗ, регистрирани се над 270 болни. Минатата недела во Здравје се осврнавме за респираторни и вирусните инфекции кај најмладите, односно кај детската популација, но во оваа емисија ќе зборуваме и за повозрастните, бидејќи од ова сезонско заболување страдаат и малите, но и повозрастните, односно постарите лица. На оваа тема мој соговорник во Здравје е доктор Христина Лескаровска, лекар по општа медицина со ординација во поликлиниката Битпазар. Доктор Лескаровска, добар ден и ви благодарам што одвоивте време и што сте гостин во денешното издание на Здравје. Добар ден, ви благодарам на поканата. Ги слушнавме бројките од официјално од Институтот за јавно здравје, меѓутоа секогаш се предпоставува дека дури 2 пати до 3 пати е поголем бројот на заболени од грип и останати респираторни инфекции карактеристични за овој период од годината. Каква е состојбата на терен, како би се рекло, пред вашите ординации, во самите ваши ординации? Имате ли зголемен обем на работа овој период од годината? Токму така, значи последниот период е карактеристичен за поголем број на посети кај матичните лекари од пациенти кои што најчесто се жалат на респираторна симптоматологија, која што е предизвикана точно од тие респираторни вируси и секако и вирусот на грип. Пациентите најчесто се жалат на симптоматологија која што е од горниот респираторен систем, значи пред се тие се жалат на отежнато и болно голтање, покачена температура, носна конгестија, односно затнатост во носот или засилена секреција од носот, кашлица, кивавица. Така, колку временски период трајат овие симптоми и ова заболување респираторно кое го споменавте кај пациентите? Значи, доколку станува збор за настинка, онаа обична класична настинка, симптоматологијата е многу полесна и таа трае негде 3 до 5 дена. И заздравувањето иде многу полесно и е потребен пократок период. Меѓутоа, кај грипот, клиничката слика е многу потешка и заздравувањето трае неколку дена, дури и до неколку недели. Така, еве, да соопштиме дека и лабораториски е потврдено во Институтот за јавно здравје дека оваа сезона во Македонија циркулира грипот од типот AH3N2, но најмногу на удар се школската популација, но како што кажавте и вие, не изостануваат ниту повозрастните пациенти. Така, да. Дали навреме доаѓаат или веќе кога ќе имаат еден ден, два симптоми, па ќе пробуваат сами дома да се лекуваат пациентите или веднаш со првите симптоми? Така, зависи, значи кај онаа популација возрастна, здрава, условно здрава популација, тие чекаат неколку дена, гледаат дали ќе има подобрување на клиничката слика, па подоцна се јавуваат. Меѓутоа, кај повозрастните, поготово оние пациенти кои што се над 65 годишна возраст, пациенти кај кои што имаме некои други заболувања, хронични заболувања, било да станува збор за срцеви заболувања, за хронични белодробни заболувања, метаболни заболувања, значи пациенти кои што се подолг период на шеќерна болест, значи на дијабет. Секако се јавуваат веднаш и треба да се јават веднаш како би се избегнале понатамошни несакани компликации, не дај Боже, смртни исходи. Така, бидејќи не станува збор ни за најмалку наивно заболување кога станува збор за хронично болните пациенти. Токму така. Како оди процедурата на третман, односно лекување на овие респираторни инфекции? Така, значи, станува збор за вирусни заболувања и тука искрено би сакала да потенцирам
дека кај овие заболувања апсолутно е непотребно употреба на антибиотици. Значи, еднаш за секогаш да разбереме дека станува збор за вируси, вирусни заболувања на кои што антибиотиците апсолутно ништо не им можат. Токму поради тоа, секоја употреба на антибиотик е злоупотреба. Нема потреба од употреба на антибиотици. Терапијата е симптоматска, во зависност од присуство на симптоми, третираме симптом. Значи, доколку имаме покачена телесна температура, доколку имаме болки во коски, во зглобови, во мускули, во тој случај употребуваме терапија која што ќе биде насочена кон тој симптом. Значи, тука во прв ред спаѓаат таблети за намалување на температурата, значи антипиретици и аналгетици, односно средства за ублажување на болките. Доколку имаме затнатост во носот или засилена носна секреција, во тој случај се употребуваат средства кои што ќе ја намала таа носна конгестија или таа носна секреција. Доколку доминантен симптом е кашлицата, се употребуваат средства за смирување на кашлица. Дали ќе бидат во облик на таблети или сирупи, зависи нели од тоа кој како си преферира. Исто и во однос на кивавица се употребуваат, значи терапијата е симптоматска. И секако одморот, мислам како неизбежно нешто што мора да се практикува. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.